Мажите сонуваат за идеални жени, жените сонуваат за идеални мажи, тие не сваќаат дека Бог ги создал за да си помогнат еден на друг да станат идеални. Фјодор Достоевски. Добро дојавте на беседа. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денешната тема е машко-женски односи. Мислам дека ова ќе биде многу контроверзна тема. Со свештеникот си ја разработивме убаво сега пред да снимаме и се надеваме дека ќе ве погодиме со тоа што го имаме да го презентираме, да го обработуваме. Свештениче, како си, добар ли си денес? Одличен. Ова е навистина контроверзна тема, меѓутоа и многу популарна. Да, и мислам дека ја обработуваме тема затоа што гледаме дека нешто не штима во машко-женските односи и гледаме и потенцијални решенија на проблемите кои што се појавуваат во последно време. И тоа е идејата на емисијава, да ги обработиме вистинските причини за, да речеме, падот на квалитетот на машко-женските односи, особено кај нас во Македонија, меѓуто и општо во светот, и потенцијалните решенија. Дали се согласуваш ти со тоа? Да. Ајде да видиме. Може ли да видиме, прво да почнеме со еден преглед на состојбата на машко-женските односи денеска, со осврт, општ осврт и во Македонија, географски така, и да видиме што довело до тоа и што, како би, кои се факторите кои што придонеле за истото да се случи. Би сакал ли ти да почнеш? Ајде, ќе почнам. Ајде. Ова е доста опширно прашање и сигурен сум дека нема да успеам да ги опфатам сите проблеми и сите аспекти, меѓутоа ќе се обидам да ги спомнам најважните. Пред се сакам да кажам дека проблемот кој што се јавува во машко-женските односи во денешницата, низ целиот свет, исто така и во Македонија, е поради тоа што ние не сме еволуирани како животни, како живи организми, за ваков тип на живење, за ваква комплексна цивилизација во која што живееме, со одење на работа, со комплексна социјална структура и така натака. И овие нови фактори во нашиот живот ни ги комплицираат нашите односи кои што ги имаме помеѓу половите, до тој степен да не само што ние не можеме нормални односи да имаме кои што се вградени еволутивно во нас, туку и голем дел од луѓето се бунат, поготоа младите луѓе се бунат и не знаат ни они самите дали се мажи или жени. Се јавуваат комплексни налудничави идеологии кои што дополнително го бунат човекот како последица на неприродното живење, кој што не велам дека е погрешно, меѓутоа е неприродно во однос на нашата основна програма која што имаме како животни. Значи, главниот проблем кој што го имаме е она отсуство на баланс и хармонија помеѓу потребите на машкиот пол и женскиот пол. Машкиот пол во својата основа, значи биолошки, е доста прост во своите потреби. Сака послушност, сака да биде лидер, сака да биде почитуван, сака да биде алфа во однос на групата и во однос на својата жена или повеќе жени кои има, и сака да има успех во светот, каков и да е тој во однос на социјалната структура. Жената сака да биде згрижена. Зборам во својата основа. Тоа не значи дека секој човек го сака ова, меѓутоа збориме за биолошките потреби. Жената сака да биде згрижена, сака да биде заштитена, да има доволно ресурси за нејзе и така натака. И оној човек оној маж кој што ќе и биде заштитник, да биде сигурна дека е доволно силен и стабилен и способен. Сега, бидејќи, како што кажав, ние не живееме веќе во пештери, не живееме во прашумите, во џунглите, живееме во комплексни структури и населби, џиновски населби, градови, веќе социјалната структура е хаотична.
и нашиот биолошки компас не знае што да прави со ова и се јавуваат проблеми како што се, например, заблудата кај, ќе набројувам, заблудата кај жените во однос на нивната индивидуалност, нивната автентичност, нивната потреба за докажување во светот и субмисивната улога во семејството. Значи, општеството, традицијата и биологијата кажуваат дека жената треба да има одредена субмисивна улога во однос на семејството, меѓутоа модерната модерната цивилизација го стимулира светогледот дека жената нема потреба да биде, никој човек нема потреба да биде субмисивен, индивидуалноста е врвот и жените можат да си бидат они можат да си бидат главни и се јавува проблем во семејството за тоа што имаш двајца противници, соперници, борци за доминација, наместо да имаш јасна хиерархија. Потоа имаме проблемот со машкоста. Значи, имаме развивање на социјални мрежи, на порнографија, на различни видови на игрици компјутерски, кои што ги задоволуваат оние инстинктивни основни потреби на мажот и тој станува сумисивен, станува мек, станува неспособен да си ги реализира своите соништа и да се покаже себе си како аспиративен примерок, како силен примерок на маж, кој што жените ќе го посакуваат. И со тоа тој ги губи своите хормонски способности и го нема веќе тестостеронот, и нема веќе силата да привлече жени, да биде силен, да покаже сила, да покаже самодоверба и така натака. И се губи интересот кај жените, кај поголем број на мажи. А воедно жените поради нивната преразвиена индивидуалност и еден вид на солипсизам кој што се развива кај модерните жени, ги прави непосакувани, ги прави слични на мажи и така натака, и мажот губи интерес кај такви жени, не сака да се надпреварува со нив, туку сака да биде сакан и сака да биде прифатен и да осети еден вид на грижа, мекост, нежност кај жената, а не борба. И така натака, значи потоа имаме судири помеѓу овие нови начини на размислување, како што е феминизмот, како што е воукизмот, како што е претераниот индивидуализам наспроти традиционалните семејства кои што постоеле, кои што не биле совршени, меѓутоа факт е дека обстојале илјадници години, додека овие новиве идеологии гледаме дека се во самото нивно создавање се доста фрагилни, доста хаотични. И така натака, значи проблемите кои што ги има моменталните машко-женски односи се големи, не само во нивната комплексност, туку и во нивниот квантитет. Значи има голем број на проблеми. Даде одличен осврт на проблемите. Јас тука би додал и некои други фактори. Ти спомна дека не живееме веќе во околината или во условите за кои што сме еволуирани да функционираме пред 10.000 и повеќе години. Туку живееме во цивилизација. Меѓутоа таа цивилизација донесе и многу негативни ефекти врз човековото живење. Луѓето стануваат дебели, стануваат мрзливи, губат интелигенцијата, помалку знаат, нивните сетила и инстинкти, нагони им се значително затапени. Но исто така се случува една интересна работа што заради модерните процеси на живење и на начинот на обезбедување на храна и начинот на функционирање во секојдневието со разни пластични предмети кои што се произведени во фабрики на вештачки начин и така натаму, се случува една интересна работа во која што во
крвотокот на луѓето, од аспект на од физички аспект, во крвотокот на луѓето се поеќе и поеќе им се внесува микропластика, се поеќе им се внесуваат онакви фталати, зеноестрогени, фитоестрогени како бисфенол А, Б и така натаму, кои што имаат ендокринолошки ефект како женски хормони, естроген. И тоа предизвикува намалување на тестостеронот, предизвикува пореметување на нормалното функционирање на нашите тела, на нашите невротрансмитери, на нашите хормони и на крајот резултира во промена на расположението, во еден вид на вештачко поженствување на општата популација. Просекот се врти натаму, а од друга страна, со работите кои што ги спомна ти, преку пропаганда, преку модерен феминизам, кој што јас го викам фемшовинизам, затоа што е изграден врз основа на мразење на мажите и е вештачки наложен, не е тој природна појава. Од таа друга страна се случува ефект да добиваме жени кои што не се женствени и кои што нормално не се привлечни за мажите. Какви и такви да се мажите, со колку и да е имаат тестостерон, сепак имаат повеќе или некои од нив имаат доволно, меѓутоа и за нив повеќето жени не се привлечни заради тоа што едноставно ги немаат одликите кои што мажите ги бараат. Значи, во исто време, жените ги снемуваат одликите кои што мажите ги бараат и мажите ги снемуваат одликите кои што жените ги бараат. И ова важи не само за на краток рок за сексуална привлечност и за некои прости, кратки надпревари на сексуалниот пазар, туку важи и за долгорочни капацитети. Како што спомна ти, ако еден маж седи дома и дува и игра игрици по цел ден и пие или не знам, излегува со другарите и едноставно си го губи времето на глупости или седи по цел ден на социјални мрежи на Facebook, Instagram или што и да е и врти слики, едноставно тој маж нема да биде успешен и нормално дека нема да биде привлечен за никога, за ниедна жена. И од друга страна, една жена која што седи на социјални мрежи и на тоа си го губи времето и не знае една проста работа да ја сготви или едноставно го губи капацитетот за сочувство, го губи капацитетот за грижа, така нема да биде привлечна за својот партнер, маж или општо на сексуалниот или општество. Пазарот на партнерство, да речеме. Да не го кажам само сексуален, пошто не се однесува само на сексуални работи. Значи пазарот на партнерство. И гледаме таков некој вектор во развитокот на машко-женските односи што е катастрофален, затоа што на крајот гледаме дека резултира во силен пад на природниот прираст на нови луѓе, дури до процент на неодржливост. Значи, ако падне доволно природниот прираст на нови луѓе, едноставно доаѓа во ситуација во која што една заедница е неодржлива и ќе изумре, освен со некои големи напори понатаму. И тоа е една катастрофа, бидејќи која беше поентата на целиот развиток и на целата удобност која што се обидувавме и работевме низ вековите да постигнеме со разноразните технолошки откритија и социјални односи и воведување на право и на морални и така натаму. Која беше поента? Поентата беше да се самоуништиме на крајот. Полека во очај да западнеме, да не создаваме нови деца и на крајот да не снема. Мислам дека тоа е би била една голема трагедија и многу патетична трагедија која што би му се случила на човештвото. Апсолутно. Не само тоа, туку како што кажа ти, човештвото е изградило оваа цивилизација со цел да си го подобри животот, за да може да живее подолго и за да може да опстане како вид. Меѓутоа, она што се случува, она што можеме да го видиме е дека се намалува наталитетот и се губи интересот за деца, се губи интересот за формирање семејство, за продолжување на човековиот вид, што значи дека комфорот ни станал наш непријател, почнува да не уништува. И не само комфорот, значи тука се и аспектите кои што ти ги наброи. Значи оние негативни аспекти кои што влијаат на машко-женската привлечност. Сега јас би се насочил, бидејќи проблемите ги знаеме, ние и покрај тоа што не ги набројавме сите, бидејќи се голем број, можеме да зборуваме уште неколку часа
за проблемите и пак да не ги набројаме сите, бидејќи се многу големи во квантитет и се комплексни и во еден од нив да завлезеш, ќе можеш да збориш долго време, бидејќи има повеќе слоеви и така натака и така натака. Затоа би се насочил повеќе кон решенијата, бидејќи за разлика од другите подкасти, другите емисии и така натака, ние сме уникатни со тоа што нудиме решенија. На секое поле сме размислували и за решенијата, не само за проблемите, не само се жалиме од ситуацијата, туку и нудиме решенија, превземаме одговорност и сакаме да ги решиме и знаеме како да ги решиме и сме ги употребиле во голем дел во нашите животи индивидуално, со тоа што нормално реалноста и хаосот си влијаат и на нас како луѓе. Не сме совршени, меѓутоа во голем дел си имаме балансирано како индивидуи, а и покрај тоа имаме доста знаење кои што можеме да го понудиме. Така да би сакал да почнам да зборувам за како можеме да го надминеме тоа. Најпрво би ги спомнал психолошките аспекти кои што треба да ги имплементираме. Мислам дека жените треба прво и основно да ги отфрлат да ги препознаат новите идеологии, новите типови на размислување, дека се штетни, дека не се во нивна корист, дека нема да им го подобрат животот, туку напротив, ќе им го направат животот поосамен и потажен и потежок. Зборам за филозофии како што се идеологии, како што се феминизмот, како што е оној екстремен солипсизам, индивидуализам, она мрзење на мажи и така натака, или мислење дека жените се супериорни и потоа живење на еден вид на промискуитетен живот со многу партнери, со она преживување на животот брзо и бесно и потоа едноставно губење на веќе кој ќе се стигне до 30 или до 40 години се губи све. Значи се губи и убавината, меѓутоа се губат има и голем хормонски дисбаланс и психолошко опаѓање, бидејќи веќе не можеш да направиш конекција, бидејќи си имал минорни и небитни конекции со безброј луѓе и веќе не можеш да направиш значајна конекција со партнер, ниту со дете, а да не збориме за твојата духовна состојба која што исто така ќе биде многу нарушена. И затоа, значи, жените прво треба да ги одбијат тие, да ги отфрлат од себе тие идеологии и промискуитетот, и феминизмот, индивидуализмот и така натака. Тоа не значи дека ти треба да се затворат и да бидат домакинки повторно, меѓутоа треба да го најдат балансот во својот живот, да ја пронедат својата внатрешна женственост, своите женствени аспекти, да ги негуваат, не да ги потиснуваат, не да ги сметаат за слабост, туку да ги сметаат за доблест. Тоа е доблест која што очајно е потребна на светот и можеме да видиме дека она колективно несвесно намерно сака да ги уништи женските квалитети во светот, затоа што и тие му се многу голем противник, бидејќи сака да ги одвои луѓето еден од друг, да нема љубов помеѓу нив, да нема грижа помеѓу нив, за да може после полесно да се контролираат. И затоа толку многу сака да ги уништи жените, да уништи вистински жената или женственоста во жената. И со тоа тие ќе можат да бидат поприродни, поавтентични, поженствени, како да кажам, не би рекол привлечни, меѓутоа би рекол приступачни, така српски збор, со цел да можат да создадат хармонија во своите односи, поготово во своите односи со дечкото и потоа мажот, и понатака и со децата. Додека пак мажот треба да ги препознае дистракциите, оние илузии и одвлекување на внимание кое што му се пласираат околу него, како што се порничи, како што се игрици, како што се некои глупави задоволства, спорт, гледање масивно спорт, онака гледање филмови, коцкање и така натака, пијанчење, непродуктивни активности кои што имаат за цел да го пасивизираат, имаат за цел да го направат слаб, да го направат немокен, за да може после да биде зависен од
некој погоре од него, некој кој што му пласираат работи, кој што сака да го контролираат, или едноставно да биде слаб затоа што нема да биде потоа нема да биде опасност. Тоа е најголемиот проблем кај мажите. Значи, мажите со тоа ја губат својата самодоверба, тие не се привлечни веќе за жените, не се достоен партнер, ја губат најголемиот квалитет кај мажот е самодовербата и аспирацијата која што ја имаат, и тие токму тоа го губат. Исто така самодовербата кај мажот го прави среќен. Значи кај мажот самодовербата е буквално судбината. Маж кој што има самодоверба е маж кој што ќе биде среќен. Ќе најде својата среќа на еден или на друг начин. Маж кој што нема самодоверба, дај му пари, дај му жени, дај му што сакаш, нема да биде среќен бидејќи не може да го цени тоа, не може да го сака тоа. Значи, треба да работи на својата самодоверба, треба да ги одбие оние дистракции од надвор и треба да прекине да ги брка жените на еден субмисивен, сервилен начин, да биде бел витез, да ги брани, да ги штити со цел да добие нешто од нив, туку ако ги брани, треба да ги брани автентично и да ја брани нивната женственост, нивната ранливост, а не некои луди идеологии забегани. И на тој начин, тој ќе биде привлечен, тој ќе може лесно да најде партнерка, и тоа квалитетна партнерка, и ќе може да формира здраво, среќно семејство, при тоа да се чувствува во благосостојба, да се чувствува исполнет. Значи, ова е генерално како треба мажите и жените да се балансираат себе си и при тоа да можат да бидат во една здрава, стабилна состојба да го најдат својот партнер. Значи, свештениче, го здена одговоров, иако отидовме на решенијата веднаш, наместо таму при крај на епизодата. Понатака ќе кажем и повисоки решенија од духовен аспект. Значи ти имаш во карти, односно во джеп имаш карти во ракава, така? Да, доброто е во тоа што немам белешки. Кога имам белешки се намалува квалитетот на аргументите. Ете така, да. Значи, одлично образлагање. И убаво што спомна една интересна работа, туку спомна 10, не знам дали ги запамтив сите. Меѓутоа, убаво што спомна една интересна работа што кажа дека има некој кој што сака мажите и жените да се слаби и да не се тоа што автентично им лежи да се, и делува да ги поремети од нивната природна состојба која што би била и во која што ќе би биле многу по, да речеме, способни или одговарачки да бидат партнери и да бидат привлечени за спротивниот пол. И тоа е вистина тоа. Јас, иако порано не бев свесен за овој аспект на заедничкото живење, меѓутоа со текот на времето сфатив дека навистина има некој, како сакаме да ги наречеме, кои што работат на тоа скриено нормално, под радарот, меѓутоа работат на тоа непотребно да ги закаруваат мажите и жените за тотални глупости и да ги прават непривлечни едни со други, со цел да истите бидат контролирани многу полесно и да бидат претворени не во суштински длабоки битија кои што имаат внатрешности, кои што имаат вредност, туку да бидат претворени во прости запчаници во машината. Затоа што кога се создаваат силни, стабилни и семејства исполнети со љубов, тие семејства, тие заедници се отпорни и на пропаганда, се отпорни и на потрошувачко општество, конзумеризам, едноставно се благо конзервативни и се грижат за себе си и за своите членови. И таквите семејства се многу силни, таквите заедници се многу силни. А кога мажите и жените се закарани меѓу себе и се во постојана конкуренција меѓу себе, таквите семејства не можат да бидат создадени и не се создаваат. И ова се прави пред се преку суптилна, ама и не толку суптилна пропаганда и перење мозок кон нарцисоидност, кон
еготизам и кон себе обседнатост. А здравите семејства се основани на, повторно, на служба и на понизност. Понизност кон семејството и понизност кон другите луѓе во семејството. Им служиме на тие луѓе, пред се најголем пиедестал кон кога му служиме се нормално идните или веќе постоечки деца, нашиот пород. Меѓутоа и на партнерот. И токму ово ми беше една од точките кои што ја запишав за дискутирање, а тоа е дека мажите и жените природно се во конкурентски однос и во симбиотичен однос. Таму каде што одговара. Некогаш се во конкурентски однос, некогаш се во симбиотичен однос, односно за некои аспекти се во конкуренција, за некои аспекти се во симбиоза. Тоа што се случува е дека конкурентските аспекти на партнерството биваат пренагласени преку пропаганда, преку весници, преку така наречени социјални мрежи, преку перење мозок, за сметка на симбиотичните аспекти. И тоа што треба да го направиме ние е да го вратиме фокусот кон симбиозата, затоа што треба да го држиме фокусот кон она што е битно. Значи, секој од нас бил создаден од мајка и од татко. Повеќето од нас, особено во Македонија, биле израснати од мајка и од татко кои што се грижеле за своите деца. И тоа е рецептот за успех. Тоа е рецептот за успешни, здрави, прави деца. Едно здраво семејство во кој што има љубов и во кој што има грижа за породот, за новите генерации, за нашите деца. И во крајна смисла, значи, еве и да не функционирало семејство, сепак биле потребни мајка и татко биолошки, сексуално, за да биде создадено едно дете. А модерното закарување и влошување на односите меѓу мажите и жените предизвикува тоа да воопшто нови деца не се раѓаат. И тука е моралната катастрофа, затоа што луѓето се толку себе обседнати, толку се нарцисоидни, што си делуваат директно против своите генетски императиви. Се самоуништуваат во трката кон бесконечност. Значи, создавањето на нови деца е еден од изражаните и најдуховно длабоките начини да продолжиш кон бесконечност. Ти како свештеник или јас како процесор ќе не снема еден ден, кога ќе наполниме толку и толку години, или може ќе нас гази кола, се едно, не е битно, ќе загинеме пред тоа. Меѓутоа, единствениот начин како да продолжиме во бесконечноста е да создадеме деца и преку генетското, да речеме, копирање со соодветен партнер, да продолжиме понатаму во иднината. А тоа се ускратува и се случува онаа трагедија која што ја кажав пред некој време. Ова е многу добро кажано, со тоа што ќе те надополнам само со уште една реченица. Не само што работат против својот императив, туку мислат дека тоа е добра работа. Тоа е најголемата иронија. Па тоа е проблемот со нарцисидноста, знаеш? Дека работиш против себе си, а мислиш дека работиш за себе си. Да, тоа е. И тука се работи за, јас би рекол, може би ненамерно, а може би и намерно перење на мозок. Едноставно колективното несвесно и оние штетни аспекти во нас, егоистични аспекти кои што ги имаме како несовршени битија, едноставно не довеле до еден ќорсокак каде што сме заглавили и мислиме дека добро е кога се самоуништуваш. Не ја гледаме нашата цел, не ја гледаме визијата на човештвото, туку се фокусираме на некои индивидуални уживања. Всушност тоа е, кој ќе видиш, тоа е и ракот. Си се размножува и си го тера својот филм во телото, наместо да биде дел од големата единка. Многу баш го спомнува, извини што ќе да прекинам, баш пред да почнеме да снимаме емисијава, разговаравме за како денеска живееме во различни околински услови, различен контекст, и заради тоа некои работи кои што порано биле многу полезни, сега стануваат многу негативни по нас. Разговаравме конкретно за нашата обседнатост со шекери, со јадење на шекери, нели? Затоа што порано тие биле многу полезни, давали енергија, обично шекерите биле врзани со работи, односно овошја и така натаму, кои што во нив имале многу минерали, многу витамини, и заради тоа сме се врзале да
Да, едноставно, и се појавувале во кратки периоди од годината и сме морале едноставно да бидеме обседнати да ги јадеме, да ги најдеме и да ги конзумираме. Ама денеска, заради таа наша обседеност со шекери, не можеме да се контролираме и се дебелееме, односно имаме метаболички проблеми. Слично на тоа е и ова што го кажа ти. Многу слично, затоа што има некои нагони кои што порано биле полезни, например, може би нагонот за нарцисоидност, односно еготизам, насоченост кон себе си, е нормално полезна, затоа што ти треба да се изградиш себе си како личност исто така. Значи не си ти, не треба да бидеш жртвено јагне за секого и да бидеш предмет на подсмевање или на шуткање лево десно, да бидеш алатка за некој друг, значи треба да се грижиш и за себе си. И порано, например, кога сме живееле во некои поприродни заедници, например како села или племиња или други слични заедници, кога некој бил природен е човекот да бара внимание, затоа што со тоа одредува кај му е статусот во заедницата. А како реагира заедницата, му дава статусот. Например, некој дете ќе бара или некој младиш ќе бара внимание, девојка, машко сеедно, и заедницата ќе му кажала ајбе доста веќе не замари мезбеш, или прекини со ова, или прекини да бараш внимание, и со тоа ќе се воспоставила природна рамнотежа точно во точката каде што се наоѓа статусот. Оние кои што биле побитни во заедницата или децата на оние кои што биле побитни добивале повеќе внимание. Оние кои што биле помалку битни или помалку привлечни или помалку убави или помалку успешни или помалку способни се едно, добивале помалку внимание. И така се градела хиерархијата во заедницата. Меѓутоа, денес се случува да живееме во едно општество каде што таа заедница, односно таа контрола од аспект на заедницата ја нема, затоа што функционираме, сме одделени од заедницата, не се знаеме ни со комши, не комуницираме со нашите семејства на редовна база, а седиме и дремеме на антисоцијални мрежи во кои што секој несогласување резултира во блокирање на тој кој што се не согласува со тебе и така се концепирани, например Facebook беше концепиран така да добиваш само лајкови, не можеш да добиеш дислайк, добиеш само лајк. Значи едноставно ја пренагласуваат, ја зајакнуваат твојата нарцисоидност затоа што нема контрола. И ти одиш низ животот, некој време мислиш дека имаш многу големо внимание и дека си многу на висок статус, и после некој време сваќаш дека не си и паѓаш. Да, тоа си сосема во право, бидејќи нарцисоизмот е воспалена форма на егоизмот. Егоизам е нешто што сите ние имаме во одредена форма, повеќе или помалку, без разлика колку сме продуховени или психолошки свесни. Мора да постои егоизам, бидејќи во својата основа егоизмот е идентификација со една замислена личност која што си ти. Меѓутоа, кога ќе забегаш, кога тоа ќе го однесеш во патологија, веќе навлегуваме нарцисизам. Уште не се думам дали е нарцисизам или е нарцисоидност кај нас. Така, да, па јас не знам точно. Најверојатно е нарцисизам, меѓутоа може да сум грешка. Значи, нарцисизмот е прифатен како една нормална и природна особина кај луѓето и не се гледа како патологија. Меѓутоа, според мене, тоа е една патологија, се гледа само екстремната форма на нарцисизам, меѓутоа самиот нарцисизам е веќе екстремна форма. А тоа не се гледа така моментално во психологијата, туку се гледа како некое минорно нарушување или карактерна особина и така натака, меѓутоа тоа не е така. Значи тој солипсизам и тој нарцисизам и тоа обседнатост со себе, и екстремен индивидуализам, тоа е болест. Тоа е нарушување психолошко и треба да се гледа како такво, бидејќи ние во нас мораме да имаме еден здрав индивидуализам, меѓутоа воедно мораме со истата таа мера да имаме еден здрав колективизам и една здава потреба за здружување и за формирање колектив. Повеќето гледачи кои што и слушачи на овие емисии нема да бидат, мислам, дека луѓе кои што страдаат од нарцисизам или од претеран егоизам или пак некои екстремни феминистки или воук разбудени особи и така натака, туку ќе бидат некои луѓе кои што се психолошки горе-доле балансирани, може би со одредени мани, може би
помали мани и така натака. И мислам дека овие совети кои што до сега ги дадовме се, можеби не тотално, меѓутоа во одредена мера се веќе имплементирани кај нив и би било убаво да дадеме еден повисок, еден повозвишен совет за како да се постигне една перфекција, една вистинска, можеби не перфекција, не е правилен збор, меѓутоа една вистинска хармонија во односите помеѓу мажите и жените, а при тоа и во самиот себе. Мислам дека пред се партнерите треба да работат на својата свесност и своето самопознание, самоспознание. Значи, тоа што значи? Тоа значи да се разбере сопствената природа, да се разбере оној машко-женски енергетски баланс и различните принципи кои што ги имаме како мажи и како жени, кои што произлегуваат од биологијата, меѓутоа не формираат како индивидуи. Значи, едноставно да почнеме да користејќи самосвесност и користејќи самоспознание, да почнеме да ги почитуваме природните разлики меѓу мажите и жените, без обид да го промениме другиот според личните очекувања, туку да прифатиме дека секоја личност е на еден сопствен духовен пат и дека половите се различни, еднакви, меѓутоа различни, и взаимниот раст доаѓа преку заедничко надминување на предизвиците. Она љубов за која што збориме помеѓу партнерите, помеѓу маж и жена, можеме да ја подигнеме на едно повисоко ниво, наместо его љубов, наместо љубов базирана на интереси или пак базирана на страст, да можеме да ја претвориме во божествена љубов. Еден вид на длабока духовна врска. Односот кој што го градиме помеѓу нас, да не го градиме врз потребата од нешто надворешно, туку врз поделување на внатрешното богатство. Значи не влагаш во тој однос, во таа врска како питач, како гладен човек, туку влегуваш во врската како човек кој што сака да ја сподели внатрешната убавина со партнерот. Не само за да добие нешто. Понатаму потребен е баланс на енергиите, потребно е жената да биде свесна за својата женственост, меѓутоа и за својата божествена женственост. Значи, високиот принцип на женственоста, тоа е прифаќање, грижа, инспирација, мекост, така натака. Мажот треба да биде свесен за својата божествена машкост, која што е стабилност, визија, заштита, лидерство или водство и така натака. Кога ќе бидеме свесни за нашите божествени карактеристики како мажи и како жени, ќе можеме да постигнеме хармонија во врските. Значи, хармонија доаѓа кога овие квалитети не се во судир, туку се во меѓусебна поддршка, работат заедно како запченици во одредена машина. Си помагаме меѓусебно да создадеме нешто поголемо од нас самите. Дали имаш нешто друго да додадеш? Види, вака те слушам и гледам она што го запишав јас на истово и практично малтене се поклопи, 90% се поклопи со тоа што ги имам запишано јас. Па во оваа тема ние имаме малтене слични размислувања, ретко дебатираме со различни гледишта, меѓутоа на други теми имаме доста различни гледишта. Да. Баш да видам што имам запишано, јас сега ќе видам. Значи јас имам запишано како точка, демек, односот меѓу зрелоста и бирањето, односно барањето партнер. И ако се сеќаваат нашите следачи, ние во нашата трета епизода разговаравме за зрелоста и за нивоата на развиток. И интересното е што луѓето практично се привлечени од она кое што им одговара на нивното ниво на зрелост. И ако сакате да привлечете високо развиени луѓе, работете
и вие да станете исто така високо развиени луѓе, особено од аспект на зрелост. Сега ми текна дека тогаш во таа епизода, и не само во таа епизода, туку и во епизодата за великанство исто така ќе разговараме исто. Разговаравме дека зрелоста се гледа, или еден од знаците колку си созрен, се гледа од тоа колку одговорност преземаш. Дали ти текнува на тоа свештениče? Да. Ете така. И одговорноста практично потекнува пред се од служењето на некој повисок идеал. Сега, што би бил повисокиот идеал во машко-женските односи? Јас би рекол дека повисокиот идеал е продолжување во генетската и духовната бесконечност. Че генетската е нели да се остави пород, да се изгледат децата и така натаму, меѓутоа мажот и жената не треба да бидат само механизми за создавање деца, туку треба да бидат еден вид на да развиете една симбиотична врска и од аспект на духовност, од аспект на нивните души кои што ќе се спојат во еден поголем организам, во еден организам кој што меѓу себе се поклопува и си одговара и се поддржува за битните аспекти на животот. Апсолутно, значи браво за поентава. Гениална поента и навистина точно, може би највисоко нешто. Значи тоа е буквално служба кон нешто поголемо од нас самите. Значи ако партнерите имаат заедничка цел која што е поголема од нивните индивидуални потреби, не само што постигнуваат нешто многу поголемо од самите себе, туку и нивниот однос станува неверојатно, апсолутно стабилен и исполнувачки. Да, значи не го гледајте партнерот или потенцијален партнер или тие луѓе кои што ги гледате по социјални мрежи или некаде кои ќе излезете. Не ги гледајте како алатки, гледајте ги како суштества кои што имаат душа и кое што и нивната душа бара да се сплоти и бара одговори на прашањата и е збунета и сака да се сплоти со некого. И тогаш ако стекнеш таков поглед кон другите луѓе или кон лицето од спротивен пол, потенцијалните партнери или партнерки, тогаш ќе ги видиш со многу поинакви очи и ќе имаш многу поголема љубов ќе имаш за самите луѓе. Значи дури некој да не се допаѓа, дури некој да ти приде или некако да ти отвори комуникација, едноставно не ти се допаѓа човекот. Едноставно нема да го третираш како да е невреден заради тоа што не ти се допаѓа. Затоа што тој е душа, во крајна линија тој е исто така создаваштво на Господ, како што си и ти. Значи тоа ќе ти овозможи, таквиот поглед ќе ти овозможи да ги третираш луѓето со достоинство, дека имаат достоинство. И тоа ќе ти отвори, значи со ваквиот поглед ќе се обезоружаш. Значи веќе нема да ги гледаш луѓето како во еден надпревар со кој што цело време треба да се надмудриш со некого за да добиеш нешто, затоа што цело време тие се алатки од кои што треба да извлечеш нешто или нешто да добиеш, туку напротив, ќе ги гледаш како соработници во овој проект наречен живот и партнерство. И тогаш ќе се отвориш заради тоа што си обезоружен, ќе се отвориш до толку што ќе почнеш да ги привлекуваш правите луѓе за тебе. И со тоа ќе си ги изголемиш енормно шансите да си го најдеш вистинскиот партнер. Апсолутно, и исто така и ова е гениална поента, која што ја кажа. Значи, всушност, зборуваме за, барем јас како што те разбрав, зборуваме за партнерството како духовна пракса. Да ја гледаш врската како средство за духовен раст, не како средство за исполнување на некои лични желби, нагони и така натака. Подори јас би го избегнал изразот средство и би рекол процес или ситуација, процес би рекол на духовен раст. Така. За да се избегне гледањето на истото како средство, значи на другиот човек како средство. Или семејството како средство. Јас кажав како врската да ја гледаш како средство, меѓутоа да, можеби зборот е маце оттуѓен. Да, исто така единствено што можам да додадам е би било убаво свесните партнери кои што имаат убав балансиран брак и сакаат да го подигнат своето ниво на една уште повозвишено скалило, можат да воведат некои заеднички активности како што се медитации, молитви, духовни практики и така натака,
со кој што ќе зајакнат својата поврзаност на едно уште подлабоко ниво. Тоа ти е одличен совет. Дел од тие практики може да бидат едноставно длабоки муабети, кои што ќе си ги прават редовно, па дури гледање во очи, како една основна практика и така натака. Одличен свештениче, ова ти беше еден одличен совет. Јас вака за крај само ќе се навратам малку на кратко ќе се навратам на тоа што мажите и жените би можеле да го прават, а тоа е пред се, нели, како што рековме, во и ти како што спомна равнотежа на машкиот и женскиот дух или енергија. Прво ќе почнем на жените. Значи, на жените би им препорачал во крајна линија да работат на развивање на својата женственост, ама на автентично развивање на својата женственост. Да бидат грижливи, да бидат нежни, да не се летаат по глупости, да не дремат на социјални мрежи затоа што се создаваат погрешна представа за теоретскиот досег на нивната мрежа на потенцијални партнери, меѓутоа ги гледаат луѓето многу површно, да не се летаат само на некои површни ниски нагони од аспект на како некој изгледа или се едно, туку едноставно да ги гледаат по-холистички многу работите и да се отворат, како што кажав пред малку, значи да бидат поотворени и гледаат другите суштества, мажи, ама и жени, но сите суштества, ама ако збориме за машко-женските односи, да ги гледаат другите мажи како суштества, а не како алатки. Од друга страна, ја сега ќе кажем и за мажите. Значи, мажите, пандан на жените, по аналогија, треба да работат на својата мажественост. Значи, да се откачат од работи кои што им ја уништуваат или кои што им ја примируваат или затапуваат мажественост. Да намалат или да прекинат со пиење, да намалат или да прекинат со дување, да работат на себе си, да работат на својата амбиција, на успех, меѓутоа не се обсесираат со успехот, да работат на духовна пракса, да работат на своите вредности, да станат морални и духовни великани, исто така да работат на својата самодоверба пред се, а самодовербата ќе работи со тоа што ќе постигнуваат работи во светот, а не со тоа што ќе си работам ја само на самодовербата. Значи да одиш надвор, да се охрабриш, особено тие работи од кои што се плашиш, тие работи да ги направиш. И кои ќе ги постигнеш, тогаш ќе стекнеш самодовербата. Да бидат јаки, да бидат водачи, да водат во врската со својата потенцијална или реална партнерка и жена и едноставно да бидат еден стожер, една карпа која што ќе овозможи жената да им се предаде и да она може да се посвети на своите женствени делови во партнерството, за ти да можеш да се помогнат твоите мажествени делови во партнерството. Значи, бидете способни, бидете јаки, пред се ментално јаки, духовно јаки, а потоа ќе станете и физички јаки и во светот ќе станете успешни. Тоа е советот за мажите. Значи, на кратко, советот за мажите и жените е наместо да бегаат од своите перспективи и енергии, женствени и мажествени, активно и автентично да ги развијат. И така ќе станат привлечни за спортивниот пол и за потенцијалните партнери, а за да се стекнат со поквалитетни партнери, да станат поквалитетни самите. И уште едно нешто ќе кажам за мажите, да превземат одговорност и да прекинат да се палат како млади мајмуни само на надворешна убавина, туку да погледнат подлабоко од надворешната убавина, подалеку од шминката, во внатрешните карактеристики на жената. Точно така, значи, како млади мајмуни, убаво каже свештеникот, затоа што ако си на нивото на мајмун, ќе се палиш како млад мајмун. Так. Ама ти си човек, треба да станеш великан, не да останеш на нивото на шимпанзо. Дали може тука да завршиме со нашата епизода и со нашето образлагање? Да, мислам дека е таман. Значи, мене ми остана уште една тема во машко-женските односи, која што не ја покривме овој пат. Таа е темата на машко-женските односи во однос на цивилизацијата, бракот и J.D. Unwin, како еден научник, меѓутоа таа ќе оставиме за следен пат. Може така? Да. Одлично. Дали има потреба да дадам едно сиже? Ајде да дадам едно сиже, на кратко. Значи, денешната емисија дискутиравме на машко-женските односи. На почетокот дадовме еден преглед какви се машко-женските односи денеска и констатиравме дека се во пад на квалитет и дека има внатрешни и надворешни фактори кои што влијаат на истото.
надворешните фактори се околината во која што живееме и контекстот на нашите заедници во кои што живееме, а внатрешните фактори се кои што се во соигра со надворешните. Внатрешниот фактор е еготизмот, неконтролираниот еготизам кој што прераснува во патологија, односно во нарцисоидност. И тоа беа проблемите и констатација што се случува денеска во машко-женските односи и зошто се толку проблематични. Резултатот на овие проблеми е демографски колапс, на растурање на природните врски помеѓу мажите и жените, на несоздавање нови семејства и деца. Тоа беше почетокот. Понатаму почнавме да даваме совети како би можело овие работи да се решат. Свештеникот имаше многу одлични совети, јас имав неколку совети кои што ги дадов и на крајот завршив со, ајде да речеме, концептот или решението во наводници, за кој што мислам дека и јас и свештеникот се сложивме, а тоа е дека мажите и жените треба да работат на својата автентична мажественост и женственост, да бидат отпорни на надворешните влијанија кои што сакаат да ги направат нарцисоидни и закарани меѓу себе и да работат на својот духовен и морален развиток пред се и да станат позрели личности. Значи комбинацијата на овие две, автентична мажественост и женственост, со духовен развој и развој на зрелоста, ќе доведе до тоа да станат привлечни за партнери кои што им одговараат ним. Наместо да бараат ветер и магла, ќе си го најдат на крајот партнерот со кој што ќе можат да создадат добра и трајна заедница. А сега, свештениче, некои прагматични совети. Во прагматични и практични совети од оваа епизода можам да издвојам неколку. И покрај тоа што во епизодата дававме многу совети, сега ќе пробам да ги сублимирам. Значи пред се зборувавме за психолошки баланс помеѓу половите преку работење на аспектите на својот пол. Значи, ако си маж, работиш на своите машки карактеристики, со тоа што не ги негираш женствените, меѓутоа даваш акцент на своите машки карактеристики, доколку си жена, работиш на своите женски карактеристики, на својата автентичност и на тој начин стануваш балансирана индивидуа која што ќе биде привлечна и ќе биде способна да создаде еден стабилен и хармоничен брак или врска. Потоа функционирање со половите, значи да се балансираме помеѓу себе како два различни пола, да функционираме, да работиме заедно, не да се бориме меѓусебно, врската не е трка, не е борба помеѓу себе, не е шах играње, туку е една тимска игра каде што заедно правиме нешто поголемо од самите себе. И потоа отидовме уште еден чекор погоре во духовна работа, возвишување на своите машки и женски аспекти на едно повозвишено духовно ниво. Тоа е повеќе индивидуална работа, каде што ја гледаш максималниот духовен аспект на своите машки карактеристики. Значи, ако е сила машка карактеристика, во духовен смисол ќе биде заштита, ќе биде само жртва, ќе биде одбрана на семејството и така натака. Значи, ги максимизираш, ги возвишуваш машките вредности и пробуваш да ги имплементираш во себе. И исто така, на крај спомнавме една взаемна духовна работа помеѓу половите, каде што работите во врската и во бракот на една поголема духовна конекција, не само психолошка, не само физичка, туку едно длабоко духовно возвишено поврзување основано на највисоки можни принципи. И мислам дека тука можеме да завршиме, нели? Неволјата создава мажи, а удобноста чудовишта. Виктор Иго.